Мислам дека е се подготвено да започнеме. Добар ден на сите. Почитувам министер за надворешни работи на Република Македонија, господин Никола Поповски. Почитувам господин Ричард Хауит, член на Европскиот парламент и специјален известувач за Република Македонија. Почитувам господин Роберт Лидл, представник на делегацијата на Европската унија во Република Македонија. Почитувани представници на дипломатските мисии на земјите членки на Европската унија, акредитирани во Република Македонија, ваши екселенции, почитувани учесници во дебатата, почитувани представници на невладиниот сектор и на медиумите, почитувани гости и колеги, дами и господа. Моето име е Илија Псалтиров, јас ќе бидам модератор на денешниот настан, што ми причинува особено задоволство и чест. И би сакал да ви посакам срдечно добро дојде на овој прв настан во низата кои што ќе следат настани организирани од страна на Институтот за геостратешки истражувања и надворешна политика при Министерството за надворешни работи. Како што веќе знаете, темата на денешната дебата е Европската унија во 21 век, проширувањето со нови членки и императив на Европската агенда, што само по себе е најава дека може да очекуваме интересни размислувања, ставови, забелешки, како од учесниците во дебатата, така и од останатите присутни. Дозволете ми на самиот почеток да ве запознам со предвидената агенда на настанот. Најнапред воведни обраќања ќе имаат неговата екселенција министер Поповски, а по него ќе се обратат и почитуваните господа Хауит и Лидл. Потоа ќе следи кратка пауза, 10-минутна пауза, пошто ќе продолжиме со дебатата, односно со излагањата на учесниците. За веднаш потоа да оставиме простор за дискусија, прашања, коментари и размислувања секако од страна на почитуваниот аудиторија. Мислам дека нема потреба, веќе го знаете правилото дека треба да ги исклучите вашите мобилни, верувам дека тоа веќе го сторихте и ви благодарам. А сега го поканувам министерот за надворешни работи на Република Македонија да ви се обрати. Почитувам господин министер, поведете. Благодарам. Почитувани, дозволите ми на денешното официјално отварање на Институтот за геостратешко истражување и надворешна политика да кажам неколку воведни зборови за значењето, улогата и целите поради кои се одлучивме да го формираме ова ново тело во рамките на Министерството за надворешни работи. И представува особено задоволство што денес Македонија започнува да се вбројува помеѓу земјите кои што имаат професионални институти за градење на надворешната политика. Имав повеќе можности да се обратам во некои од институтите на земјите членки на Европската унија и сметам дека се работи за определена привилегија која досега ние не сме имале можност да ја приуштиме. Се надевам во иднина ќе постане практика да ги отвораме вратите од институтот за сите оние кои имаат да кажат нешто во врска со стратешките интереси, во врска со она што не преокупира нас како граѓани и како дипломати, се разбира, во рамки на Министерството, и ќе ни помогне во градењето на нашите размислувања и позиции во името. Основната идеја при формирањето на институтот беше да се поттикне развојот на определени истражувачки капацитети исто така, за да генерира стратешки размислувања и да се конфронтираат со некои позиции кои можеби ги имаме сватено како општо прифатени. Само на тој начин ќе можеме пред домашната и пред странската јавност да понудиме една солидна платформа за размена на размислувања и ќе можеме да знаеме дека се она што го пласираме или што сметаме дека е наша клучна придобивка е навистина изградено врз основа на аргументи, а не врз основа на желби. Институтот е наменет да прерасне во форум каде што ќе можеме да имаме експертски дебати, каде што ќе можеме да имаме луѓе со различна образовна или различна искуствена подготовка, каде што ќе можеме да имаме луѓе кои не секогаш ќе се согласуваат со она што сакаме да го чуеме и кои на тој начин најдобро ќе ни помогнат да знаеме дека навистина имаме процес на градење на некакви геостратешки видувања. Едновремено, сметаме дека институтот преку својата работа ќе биде насочен и кон давање на придонес
на учество на Република Македонија во глобалните и меѓународните политички текови и дебати. За таа цел сакаме и да воспоставиме определени перспективи за соработка помеѓу нашите институти и таквите институти кои постојат во други земји, не само во Европа, него и пошироко во светски рамки. Ќе се залагаме да овозможиме институтот да има можност да има што е можно повеќе такви типови на соработка, било да е преку меморандуми за соработка, било преку размена на експерти, отварање на вратите за истражувачи, поврзување со истражувачки центри надвор, невладини организации, think tankovi. На тој начин сметаме дека најдобро ќе можеме да ја вмрежиме таа институција и во некоја почетна фаза да ја дадеме ветар во грб, да може што е можно подобро да ја обавува клучната задача поради која сакаме да ја има. Една од активностите на институтот ќе биде и објавување на студии, анализи, мислење и проценки што би третирале теми од регионално, европско и глобално значење. Сметам дека регионалниот аспект е исклучително важен, така што првите кон кои би сакал да видам дека ќе воспоставиме соработка во овие рамки ќе бидат нашите најблиски и пошироки и соседи од поширокото соседство. Очекувам резултатите од тие истражувања, како и севкупните активности во рамките на институтот да добијат широка примена и да ни дадат придонес да можеме да пресудиме после некој временски период дека навистина сме имале некоја додадена вредност со таа енергија на луѓето кои работат во рамки на институтот, која е досега инвестирана и ќе биде инвестирана во иднина. Тоа би било мое сумирано видување за тоа зошто би требало да имаме ваква институција. Се надевам дека после година или две ќе можеме да направиме едно објективно согледување дали сме постигнале таквата цел, но сметам дека треба да се фокусираме на три клучни работи. Значи едната која се однесува на дебатите, односно конфронтирањето на различни видувања по клучни прашања. Втората, можноста за поврзување со други институции од овој тип и давање еден придонес поширок од само тесно националниот, би рекол. И третата, овозможување на платформа за пласирање било преку форма на публикации, било преку форма на документи кои би произлегле од таквите дебати на клучни цени. Што се однесува до денешната тема, мислам дека изборот не може да биде подобар од било која друга тема која би можеле да третираме. Проширувањето на Европската унија се покажа како една од најуспешните политики која придонесе за трансформацијата на земјите пристапнички во модерни демократски општества. Позитивните ефекти од оваа политика се повеќекратни. Прво, во форма на определена политичка стабилност која е перцепирана од надвор, унапредување на човековите права, владење на правото, воспоставување на пазарна економија, подобрување на благосостојбата и социјекономскиот развој. Сепак мислам дека најзначајната придобивка од проширувањето на Европската унија е длабоко втемелена во духот и оригиналната идеја на европскиот проект, а тоа е да обезбедиме долгорочен мир и стабилност, што воедно се смета и за исклучителен период, бидејќи по воспоставувањето на првата заедница за јаглен и челик изминати се повеќе децении и тој период е најдолгиот период во кој земјите кои се дел од таа унија, од таа заедница, не војувале меѓу себе. Историски гледано, тоа е најдолгиот период. Никогаш не се случило подолг временски период да нема војни и војувања помеѓу земјите кои се дел од таа унија. Називот на денешната дебата подсетува на ветувањата кои се дадени пред 10 години за европската иднина на сите земји на Балканскиот полуостров. Сведоци сме дека од тогаш па до денес се постигнати значајни придвижувања во процесот на евроинтеграцијата на земјите од нашиот регион, но истовремено мораме да укажеме дека постои и перцепција на недоволно постигнување од аспект на се уште незавршениот процес на интеграција на определен број на земји во тоа семејство. Чувствувам потреба да укажам дека граѓаните, мислам на сите земји буквално од нашиот регион, чувствуваат потреба дека тој процес треба да биде заокружен
и треба да биде заокружен врз основа на оние принципи врз кои е создадена и самата Европска унија, односно намалување на можноста за конфликтност и отварање на можности за по-просперитетен живот за сите граѓани. Во историјата на својот развој Европската унија честопати се соочувала со сериозни предизвици, но секогаш наоѓала решение и докажала дека има способност да се прилагоди. Неретко спомнуваме дека секому неговата планина му е најтешка. Кога разговараме со наши пријатели и соговорници од земји кои биле дел од претходните бранови на проширување на Европската унија, секој смета дека го изодел најтешкиот пат. И не би рекол дека било кој имал лесна задача во остварување на тие цели. Од друг аспект, мораме исто така да согледаме дека како се проширувала Европската унија, така станувала и покомплексна и воедно станувало потешко да се исполнат критериумите кои биле поставени. Така што не треба да очекуваме ништо поинаква ситуација и во нашиот случај, односно сосем природно би било дека критериумите кои ќе бидат поставени за едните проширувања ќе бидат многу повисоки отколку тие за претходните проширувања. Што би требало да биде дополнителен мотив да вложиме напори, континуирани напори за остварување на целите кои сакаме да ги постигнеме, а кои, повторувам, се во интерес на сите граѓани, не само на земјите кандидати, туку и во интерес на граѓаните на земјите членки на Европската унија. Свесни сме денес дека длабоката економска криза со која се соочуваме сите ние во рамки на Европската унија и земјите кои се на пат да станат дел од неа, го потисна на определен начин процесот на проширување во втор план, бидејќи се наметна како доминантна тема. Мислам дека има и определени перцепции во определени кругови дека таквата криза ја стави во ризик и самата политика за проширувањето, но сметам дека имаме доволно пријатели во европските кругови кои не забораваат да потсетат редовно дека овој проект не е лесно изработен, но дека овој проект има толкова голема придобивка што не сме да дозволиме дневните кризни ситуации, дури и месечните и годишните во овој случај, би го потиснале оној поголемиот интерес, стратешкиот интерес. Мислам дека многумина имаат веќе повторено дека таков еден пристап на потиснување или недоволно согледување на важноста на оваа цел би бил погрешен и би имал негативни последици врз заложбата и интересот на Европската унија да игра значајна улога на меѓународна сцена. Она како останатите земји во светот го перцепираат е доколку Европската унија нема капацитет да се справи со работите кои се во нејзино непосредно соседство или да речеме внатре во неа, многу тешко ќе може да се справи со предизвици кои се на глобално ниво. Тука нашите интереси се исти. Земјите членки на Европската унија и ние кои сме на пат да станеме, мораме да покажеме дека имаме капацитет да се справуваме со сите предизвици и на тој начин да проектираме подобра визија за тоа како ќе изгледа Европа 10-20 години од денес. Убеден сум дека натамошното проширување на Унијата со земјите од Балканот е вистинскиот начин за надминување на сите идни предизвици, било да се од безбедносен, било да се од економски карактер. Дополнително проширувањето ќе представува продолжение на најуспешниот мировен проект во историјата. Доделувањето на Нобеловата награда за мир за 2012 година во Европската унија не е само потсетник за успешноста на овој проект, туку и силно охрабрување Европската унија да продолжи по тој пат. Верувам дека со известителот господин Ричард Ковит ја споделуваме истата оценка дека штетата, односно последиците од застојот на проширувањето би биле многукратни, што не е од интерес нити на земјите од регионот, нити на стратешките интереси на Европската унија. И конечно сметам дека остварувањето на перспективата за членство во Европската унија на сите земји од Балканот, вклучително и на Република Македонија, е многу значајно и за задржување на кредибилитетот на самата Унија. Не треба да ги подценуваме предизвиците со кои се соочуваме, но не смее да изгубиме од слика и онаа долгорочна цел која имаме зацртано и која секогаш треба да доминира во поглед на одлуките кои ги носиме. Во изминатите над 60 години на европска интеграција имаме видено наистина многу кризи. Сме поминале од ситуации на
празни столици до ситуации на креирање на заедничка монета. И во едниот и во другиот случај многу ми намислеле дека тоа може да представува крај на европската идеја, и во едниот и во другиот случај европската идеја станала посилна од тоа што била претходно. Мислам дека тоа треба да биде она што е потребно да не мотивира и нас да ги оствариме овие цели, и мислам дека во догледно време овие генерации на граѓани кои денес растат со идејата на Европа и кои дневно се соочуваат со тоа што ќе биде и каква ќе биде Европа утре, ќе успеат да го надминат тој предизвик. И не би дал никаков кредибилитет на оние кои велат дека не треба толку да се залагаме за Европа, бидејќи Европа во секој случај се соочува со толку крупни проблеми што прашање дали ќе ги надмине. Лично убеден сум дека ќе ги надмине. Исто така сум убеден и дека ќе излезе посилна од тие кризи, и сметам дека сите ние кои денес сме надвор, а утре ќе бидеме внатре, треба и во периодот на пристапување да се однесуваме онака како што сметаме дека е во стратешки интерес на Унијата како цели. Тоа е иднина која споделуваме и тоа е она што треба да не мотивира во клучните моменти. Благодарам многу за вниманието и се надевам дека господин Ричард Ковид ќе има дополнителни елементи да размислува. Му благодарам на министерот, а денес почитувани имаме исклучителна можност да го чуеме и обраќањето на господинот Ричард Ковид, европартеник и специјален известувач за Република Македонија, кој вообичаено го гледаме преку домашните медиуми, но еве денес имаме таа прилика да го слушнеме непосредно. Mr. Hovit, the floor is yours. Well, thank you very much, Leah, and I'm very grateful for this invitation to be present at the launch of your institute. I noticed some of the discussions later in the day are going to take place under the Chatham House room. And of course, Chatham House, from my own country, the United Kingdom, is one of the oldest foreign policy institutes in the world. And I really welcome your institute for joining that number. And I wish you great success with your task. It's great to be speaking on the platform alongside Nicola and Robin, who are both good colleagues and good friends. I also pay tribute to several of the parliamentary colleagues from this country, members of the diplomatic corps and civil society representatives, who are each of you important interlocutors for me, and I'm very pleased to also present and contributing to this launch conference. During my frequent visits to your country, I do speak out on current political issues as they affect the current country's EU aspirations. And at this sensitive time, of course, I have put on record this week how other events are being viewed from Brussels. Out of respect, Lydia, to you and to this event, I will only say a very few words about that at this conference, but out of respect for the audience, I will summarise a statement that I issued earlier this morning when I said that membership of the European Union remains rightly a strategic priority for your country, essential to consolidating democracy and human rights, to future prosperity, to stability, and to its place in the world. I said there is no one outside this country who is working for its European future more than I am, but that those of us from outside cannot want integration for your own country to the EU more than you do for yourselves. And I did say that I deeply regret that the current political situation does risk jeopardising future progress. I said in my statement that it remains my belief that a historic opportunity still exists for this country at the June European Council, but that what happens here in the next few days could determine what happens in Brussels for some years to come. I said that I support the proposal for a commission of inquiry into what happened on the 24th of December, and I will not myself prejudge its outcome,
by seeking to ascribe blame. But I do say that the perception of what happened on the 24th of December is that it questions fundamentally the democratic credibility of the country, but that the European Parliament does not believe in boycotts of elections in this country or any other. And my message this morning was that if the political will emerges to overcome the dispute, it is still possible for the dispute to be solved. Finally, I said this morning that in the current circumstances, I fear that my own report, if voted in the European Parliament this year, could become a negative one. And so with a heavy heart, I have said that I am considering asking the European Parliament to postpone voting on my report owing to the current circumstances in the country. But I expressed and express the hope that this will not be, by appealing, as I do, to the political parties of this country to find a way to put the interests of the country first. Foreign Minister, I do share your belief that a delay to the enlargement process is detrimental, and I do share what you said, which is that there's a shared interest in this country beyond party for this country to move towards EU accession. Having said that, and out of deep respect to you and your colleagues to this event, I now want to move on from those comments to look beyond the current situation and to speak in the context not simply of how the country can move towards EU membership, but of why it is in your interests and those of the European Union that you do so, and to say that especially within the context of foreign policy. If this country wants to influence not simply its neighbourhood, but the wider world, it can do so only as a member of the European Union. And if the European Union wants to strengthen our own wider foreign policy, we should recognise the value added for you and the other countries from this region to join with us. Because you are not Europe's neighbours, you belong in Europe's common home. Indeed, it is an open question, I say, as to what even constitutes a neighbourhood in a world of globalisation where security threats, pressures of migration, the challenges of climate change and of economic independence are all global in character. Europe itself is at a turning point in its common foreign policy. We've given a birth to our External Action Service so that we now have a common voice to deliver our common policy. But we've done so at a time where there have been huge challenges to multilateralism in the world. The failure of the WTO Doha round, the difficulties in coming to a post-Kyoto agreement, the controversies around military intervention and non-intervention, the rise of the BRIC countries, and the United States looking increasingly across the Pacific rather than the Atlantic. Although this week's trade announcement in the State of the Union address was a welcome step towards and for Europe. Given the economic and social impact of the world recession, there is a huge temptation for European countries to turn away from the world and towards protectionism, something I fear some, even in my own country, are now risking. But I've been heartened that the current problems of the Eurozone seem to me to have done little to diminish Europe's authority and reputation in foreign policy, and that our own histories, our experience of conflict resolution, our cultural influences, and still our trade power give us long-term relationships in the world which continue to yield real influence despite the challenges that we face. So I appeal to you and to this country to yourselves face down the temptations of protectionism, and not simply trade protectionism, because you're already making enviable progress in pursuing open markets, but to reject any attitude which says we protect what we have got.
Because the truth is that we face a common challenge of external influences which make this an unsustainable position, not just for you, but for all of us to take for the future. The only path for all of us is to assess, to engage with, and to seek to manage those external influences as they impact on our countries. Some people say, as you said this morning, Nicola, that Europe cannot have a credible foreign policy if it cannot help sort out the problems of the Balkans. Like you, I think that is true. But my point today is that it is insufficiently ambitious. My message is that European foreign policy can and will be immeasurably strengthened by adding your own experiences, histories and traditions to our own voice in the world. So I express my hope that this institute should be about thinking your way into the common European foreign policy challenges and contributing now and in the future to meeting those challenges. And this will also be beneficial to your EU accession ambitions. I acknowledged already last year that your country was aligned with each and every one of the EU foreign policy positions that we as the European Union expressed in the international institutions without exception. I also acknowledge the contribution that your military service personnel. International equation, but we need to understand each other better. We need to understand what we're trying to achieve. And I believe the Institute and the discussions today certainly will, I would hope, will to help to reach out, to touch not as blind people, but touch as people who can see. Professor Borowski was talking about Göttingen University and the scientific tradition there, and in relation to quantum mechanics in the 1930s. And the university has, I didn't know the question, but they are very serious and important criteria to actually work on. They're very serious because it requires us to understand the different tolerances, the different directions we're going in. And the danger we have today is one that Heisenberg identified, is that we know where things may be, at one point we can't describe